Дел од пекарниците најавуваат, од утре граѓаните ќе може да купуваат леб за 32, а во некои случаи и за 30 денари. Постепено ќе има корекција и на цените на другите пекарски производи кои ќе се движат за околу 10%. Ние од утре ќе го намалиме лебот за 2 денари, а за сега само лебот во текот на наредниот месец или почетокот на новата година најверојатно ќе направиме пресметки и ќе ги намалиме и пецивата, бидејќи млекото и млечните пронајуваат ќе имаат намалување од новата година. Што е со вчерашниот? Исто и тој ќе се намали за 2 денари. Лебот се намалува, значи за 2 денари. Од мелничко-пекарската индустрија се воздржани во делот на намалувањето, бидејќи се уште ги очекуваат договорите за поевтина струја. Ниту еден производител нема добиено дозвола за користење на струја по цена која е фиксна и поевтина од онаа на слободниот пазар. Од тие информации ќе зависи и процентот на поевтинување на производите, но и времето кога тоа ќе се случи. Информираат од мелничко-пекарската индустрија. Намалување за над 10% се можни и кај местните производи, само доколку владата донесе одлука со која би се укинале давачките на увозните суровини, како што бараат компаниите од овој сектор. Иако за многумина очекувано, намалени цени во декември ќе нема кај млекото и млечните производи. Намалување на цените може да се очекуваат во јануари, откако ќе се почувствуваат ефектите од намалувањето на цената на струјата. Појаснуваат од Комората на млечната индустрија. Прехранбената индустрија од утре преку СМА продажба треба да добива струја по субвенционирана фиксна цена од 80 евра за мегават час. Од владата посочија дека корекцијата на цените ќе важи за сите, независно дали компанијата побарала ефтина струја или не, а дали тоа ќе се применува, ќе проверуваат преку зачестени инспекцијски контроли. Доколку не се почитува ваквата одлука, ќе бидат изрекувани ригорозни казни, а ќе се отвори и патот за спроведување на мерката за замрзнување на цените.